Добро вечер. Емисија во Центар на YouTube, недела 22 часот. Јас сум Васко Ефтов, а вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Зошто? Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Снимаме со нови слушалки. Некој инвестира во студија, некој инвестира во камери, некој инвестира во опрема. Еве ние инвестиравме во нови слушалки. Меѓутоа, како пееше Ѓорđe Балашевиќ, џабема новци мои синовци, може да го донесат и CNN, може да го донесат и Спутник и повторно може да бидат само втори. Вечерва наместом неделјом у 2, во недела во 22. Интервју со Александар Ацо Станковиќ, еден од најдобрите новинари на просторот на поранешна Југославија. Повеќе од 20 години ја води култната емисија Неделјом у 2 на Хрватската радио телевизија. Пред неколку недели ја објави книгата Живот со депресија или депра на српски, односно хрватски јазик, за српскиот и за хрватскиот пазар. Доживува невидени издања, доживува невиден публицитет, продажба и така натаму и така натаму. Меѓутоа суштината на таа книга е дека се јавува еден човек кој пред очите на јавноста, јавна личност, популарна личност, кој пред очите на јавноста ја изнесува својата интима. Така што работниот наслов на оваа емисија би требало да биде и новинарите ги убиваат, зарем не, нели парадигма или парафраза на она култна реченица конјите ги убиваат, зарем не. Тежок е тоа живот, тежок е тој новинарски живот. Посебно е тежок кога вие работите на овие мејнстрим медиуми како што се телевизиите. Постојано сте под некаков стрес, да имате гледаност, да имате бројки, па над глава ви се газдите, директорите гледате, директорот се јавува програма во живо, го брка гостинот, новинарот тука како некој кабана седи, не може ништо да реагира. И на крајот македонските новинари нема да протестират пред канцеларите на нивните газди, дали е тоа Силекс, дали е тоа БС, туку ќе протестират пред македонската власт. Зошто? Бидејќи газдите на телевизиите се синоним на слободно новинарство. Тие не влијат на слободата на медиумите. Исто како и Велја Рамковски некаде пред 12-13 години, не беа пријавувани новинарките како полначи на тузот или полначи на оној чип што го продаваше Велја Рамковски, туку македонските влади нели се синоним на неслобода во медиумите и сега ЗНМ или македонски новинари ќе протестираат пред владата, но не пред газдите или пред канцеларијата или пред канцеларите на газдите на нивните телевизии. Еве книгата на колегата Александар Станковиќ. Ова е хрватското издание Депра. Има и српско издание кој го издава Лагуна. Хрватското издание чини некаде околу 20 евра. Книгата се чита бидејќи одлично напишана за 1 час и 30 минути и чини 20 евра. И потоа ќе дојдат некои кои гледат емисијата во Центар и ќе ме прашат зошто имам во вторникот 20 часот и 30 минути опција само за мембари, за мембраси или тие кои користат опцијата мембаршип. Се плаќа 150 денари месечно. Тоа преведено во евра некаде помалку од 2,5 евра на месечно ниво. Значи, кога тоа би го трансферирал во цена на книгата која е 20 евра и која се чита за некаде околу 1 час и 30 минути, а ние просечната трајање на било која политичка анализа е околу 35 до 40 минути, што ќе рече дека цената на книгата би одговарало на 8 месечна претплата на емисијата во Центар. И истите тие кои велат ние не сме привилегирани, ние сме гледачи од втор ред, бидејќи тие што се привилегирани плаќаат 150 денари месечно, може да гледат анализа секој вторник 20 часот и 30 минути, ќе дојдете и ќе ми речат, гледаш кај Александар Станковиќ во Неделјом у 2, минатата недела гостуваше Драган Бјелогрлиќ. Па зошто не одиш да го снимаш Драган Бјелогрлиќ? Па Драган Бјелогрлиќ да стигне од Белград до Загреб, може да оди или со авион, или некој да му плати автомобил, ќе дојди сам или ќе оди со возач, ќе спие најмалку 1 или 2 дена во Загреб, ќе ручи и ќе вечера најмалку 1 или 2 дена во Загреб и ќе ја сними емисијата за Неделјом у 2. Притом Неделјом у 2 ја плаќаат хрватските граѓани, бидејќи месечна претплата е некаде од 11 до 13 евра. Притоа не сум прочитал и не сум видел дека некои од тие што ми велат оди сними го Драган Бјелогрлиќ, притоа нели не се мембари, бидејќи тоа е многу скапо, 150 денари месечно, отишол и им рекол или напишал на тие 360 степени кои се сега новокомпонирани корисници на буџетот на македонската радиотелевизија или овие кои се бават со истражувачко новинарство, но тие се бават со истражувачко новинарство, знаете. Иако ги изгубија сите судски спорови во контекст на тоа истражувачко новинарство, никој не отишол на Агенда, знаете, постои емисија Агенда, кој се финансира од ваши пари преку буџетот на Република Македонија. И освен снимање
со драгиот Ники, тие ништо друго и не прават. Меѓутоа вие плаќате за таа емисија. Но никој од вас не отишол и не поборал да биде снимен Драган Белогрлич. Тоа се двојни стандарди, знаете. Тоа се двојни стандарди, кога вие сметате дека нешто што е квалитетно можете да го добиете без пари. При тоа не е проблем што ќе го добиете без пари. Проблем е што тоа не знаете да го цените. Не знаете да го почитувате. Всушност ќе знаете да го почитувате, кога тоа нема да постигнете. Истите тие ќе дојдат и на крај ќе речат: па зошто снима со Срби или зошто снима српски емисии? Бидејќи структурата на плаќање на YouTube, а ја зависам од структурата на плаќање на YouTube, не зависам ниту од Вашингтон, не зависам ниту од Белград, не зависам ниту од Москва, не зависам ниту од Белата палата, ниту од Бихачка. Структурата на плаќање е дека некаде околу 60.000 гледачи кои се од Република Македонија се адекватни на 6 до 8.000 гледачи кои живеат во Америка, на Нов Зеланд или во Норвешка. Тоа е цената на чинење на ЦПМ која е платежна единица во рамки на YouTube системот. Меѓутоа кога ќе снимаме емисии за србите, тоа не гледат македонските или македонската диаспора или македонците кои живеат во Америка, во Канада, во Норвешка или Нов Зеланд, туку тоа го плаќаат хрватите или србите. Зошто? Бидејќи македонците не може да гледат емисија која не е преведена на англиски јазик. Притоа кога вие ќе им речете: па добро, еве без пари вие даваме емисијата, преведете се на англиски јазик и гледате се. Не, треба ти да ја преведеш емисијата на англиски јазик, за да тие можат во Австралија бесплатно да ја гледаат таа емисија. Тоа се условите во кои функционира секој кој сака да биде независен во рамки на Република Македонија. Интервјуто со Александар Станковиќ го снеме на Присавље број 3, односно во просторите на Хрватската радиотелевизија. Еве како тоа изгледа. Кога ќе дојдете вие до Хрватската радиотелевизија, прво тоа е еден уреден простор, едно зеленило, паркирани некаде околу 200 комбини или возила кои се Volkswagen возила. Кога ќе дојдете во Македонската радиотелевизија, вие освен да вадите пасош или лична карта, не знаете зошто одите тамо во Македонската радиотелевизија, наместо 200 паркирани Volkswagen возила, ќе видите такси од Плава Лагуна или некоја друга такси компанија. Тоа е разликата помеѓу Хрватска радиотелевизија и Македонска радиотелевизија. На чело на Македонска радиотелевизија повеќе од 10 години се наоѓа Маријан Цветковски. Фала на прашање. Ако ве прашам кој е Маријан Цветковски, 99,99% од вас нема да знаат. Да се сопните со него на улица, нема да знаете дека е генерален директор на Македонската радиотелевизија. Но Маријан Цветковски и Хари Вулгаракис се татко и мајка на процесот на куриризација на македонскиот медиумски простор. Може вие не ги знаете, но ги знаат комшиите тамо во Козле, каде што имат изградени нови хациенди. Така се функционира во Република Македонија. Наместо да имате медиуми од кои се треси секоја власт во Република Македонија, вие имате медиуми или имате државна телевизија, која има донесено државна телевизија на просечки штаб, но тие станаа богаташи и се обезбеди за наредни 2 или 3 генерации. Гледате што се случува на политичката сцена. Бум, експлозија или имплозија внатре во СДСМ. Ако изминатите 6 или 7 месеци главниот удар беше на процесот на албанизација на Република Македонија, бизнис, политика, сите општествени сфери, и тоа беше направено за да стане прескапа цената СДСМ да коалицира со ДУИ, да направи некаков европски фронт и заедно да истрчат на изборите во Република Македонија. И откога гледа дека тоа не може да биде спречено, сега се оди во еден друг процес, а тоа да се направи пуч, експлозија или имплозија внатре во СДСМ. Всушност не е сега битката за власта, туку е битката како да се освои СДСМ. Но за тоа ќе гледате, ако бидете мембарс или користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтов, во вторник во 20 часот и 30 минути. Има одлични емисии. Бидете мембари и први ќе ги имате информациите. Зошто? Бидејќи вие заслужувате да знаете вистината. И има одлично интервју со Александар Станковиќ. Тој самиот всушност беше изненаден. Знаете, ако ние како македонци ќе одиме таму и ќе снима во Хрватска радиотелевизија, јас сум снимал безмалку во сите државни телевизии на просторот на поранешна Југославија или на просторот на Југоисточна Европа или на просторот на Западен Балкан.
v prvi moment tebe primat so taka malce podcenuvački odnos, kako vi da doaѓате od Makedonije. Od Makedonije ne može da je nekoj koji može da im bude ravnopraven, ako ne i podobar od njih. Pa ве сместува тамо во некој ќоше, па како почнувате вие да им правите анализи или да ги подпрашувате дека се местат камерите, тие сваќаат дека треба да ве сместат на некој подобар простор, така нешто слично беше и во Хрватската радиотелевизија. Одлично интервју со Александар Станковиќ и тој тоа го пишува во посветата на книгата по завршување на интервјуто. Беше воодушевен од интервјуто. Александар Станковиќ, кој многумина го сметат за најдобар новинар на просторот на поранешна Југославија. Да, може би е прв до најдобриот, а може би најдобриот живее многу појужно од Загреб или појужно од Александар Станковиќ. Може би живее во Република Македонија, а вие не сте свесни дека живее тука во Република Македонија. Одлично интервју, трае некаде 45 минути, останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер, Александар Станковиќ. Dobro večer, hvala na pozivu. Веројатно еден од најдобрите, ако не најдобар новинар на просторна Најбољи. Најбољи новинар на просторна поранешна Југославија. Меѓутоа, знаете, видите чудно. Најдобар новинар или еден од најдобрите новинари на просторна поранешна Југославија, а популарно стекнувате дури од кога ќе напишете или од кога напишете книга за депресија. Tako to ide. Da, kaže moj prijatelj jedan koji je pročitao knjigu, kaže treba si knjigu prije napisati jer posao koji radim je naravno da sam izložen i kritikama i ja tu u Hrvatskoj imam dosta hejtera, dakle ljudi koji me ne vole. I sad kad sam izdao knjigu, sad me svi vole. Mislim svi, ne svi, ali dobio sam puno više simpatizera. Onda mi je prijatelj rekao, treba si prije 10 godina napisati knjigu, pa tako. Pa da, ве видоа слаб, нели? Ве видоа, ја признавте слабоста, ја признавте болеста и народот и луѓето сака да ги гледат тие што се од таа страна најкрено слаби. Баш тоа. Како вела дека политичар ќе стане популарен дури од кога ќе падне од власт или кога ќе го поминат низ некоја блато, низ некоја кал. Da. A nešto slično, da. Ljudi vole vidjeti nekoga da leži dolje, da se valja u blatu, ali ja se nadam, barem prema reakcijama na ovu knjigu koju sam izdao, da u mom slučaju to nije tako, jer stvarno mi se jako puno ljudi javlja. Ko da sam otvorio neku slavinu ljudima i potpuno nepoznati ljudi, naravno, da mi se preko društvenih mreža javljaju i iznose mi svoje sudbine i više manje isti je nazivnik svih tih poziva i obraćanja meni, a to je ono u stilu joj, hvala vam, eto što ste to objavili, sad znam da nisam sam. Jer mnogi ljudi koji se nađu u depresiji ili koji boluju od depresije ili anksioznosti, kada se nađu u toj situaciji, čini im se da su sami na svijetu, da niko više ne pati od njih. Tako sam se i ja osjećao. Međutim, kao što je meni jako puno značilo kada mi je bilo najgore da razgovaram sa ljudima koji su već imaju dobrano staža u depresiji, tako vidim da i ljudima koji se sada nose s tim znači da je neko napisao knjigu. Ова е книгата. Da. Ова е книгата, ова е хрватското. To je hrvatsko izdanje. Има и Српска лагуна, koja може и електронски да се... Многу по Македонија има читано електронски, тоа беше некаде пред еден и пол месец. Da, baš je bilo dosta upita iz Makedonije. Ljudi su me pitali gdje mogu naći knjigu. Nemam izdavača u Makedoniji. Sad radimo za slovensko tržište baš nešto, ali u Makedoniji nemam izdavača, međutim danas je sve globalno povezano. Pa može, mnogo knjiги od Лагуна се купуват и се читат на српско-хрватски или на хрватско-српски. Колку време ви трябваше да напишете? Pa nije mi trebalo dugo da napišem knjigu. Trebao sam samo naći vrijeme, zato jer ja imam dosta obiteljskih obaveza, kako imam i malo dijete. I onda sam najčešće to u nekim noćnim satima pisao. Ne znam, ovo nije duga knjiga, trebalo mi je jednu godinu i po dana. Pa nisam mislio baš vremenski koliko vam treba, nego koliko vam treba hrabrosti da sednete i da napišete. Obično kažu da ovi televizijski novinari da nisu poznati ko pisci. Jer oni rade preko slike, preko fotografije, preko scenarija, da je to suvoparno, da je to onako u nekom formatu stavljeno. Pa ne znam, A vi ste izašli i intimu ste, ili jedan deo, jedan mali komadić intime ste dali u ovu knjigu. Jesam, da. Ljudima, čak mi i moja supruga prije izlaska knjige koja je pročitala knjigu rekla, dobro, jel nama to treba kao obitelji, familiji. Jer ja tu spominjem i suprugu, spominjem i djecu i tako dalje. I onda sam ja rekao otprilike, pa gle, mislim da, jer mislim da će korist od izlaska te knjige biti veća od eventualne štete koju ćemo mi kao obitelj pretrpjeti.
a to samo, mislim, šteta može biti neki sram, dakle, na obitelji, da te neko drugčije malo gleda sa strane, ali reku, u principu, šta će briga? Obično, ili nas novinarite smeta deka sme korumpirani, deka političarite ne korumpira, deka uspjevat političarite da ne kupat. Сега, знаете, после вакви книги новинарите кажу дека се во депресија, дека тој излага на телевизија, ги шамара сите, но е во депресија. Ето, и он има такви проблеми. Сега ќе почне да не смета дека сме будали, знаете, дека освен што сме корумпирани, сме и будали, тогаш веќе ќе биде комплетна оценка на ситуација. Tako je, da. Pa naravno, dobro, okej, vi ste malo na šalu okrenuli, ali mislim, to je izlaz iz situacije. Ja sam rekao, kažem supruzi, šta te briga, šta ljudi koje ne poznaješ misle o tebi, odnosno o nama, odnosno o našoj obitelji. Važno nam je i važno mi je šta misle ljudi koji znaju šta je depresija. A nakon izlaska knjige meni su se u Hrvatskoj počeli javljati ljudi koji me ne vole kao novinara. Dakle, bilo iz ideoloških razloga, ja sam lijevo, ja to ne krijem, ja sam ljevičar. Bilo iz nekih drugih razloga, međutim, počeli su mi se javljati ljudi koji kažu ne podnosim te kao novinara, ali svaka ti čast što si izdao knjigu o tome, jer znam što je to. Tako da i ja bih slično rezonirao da čitam nečiju knjigu od osobe koja baš ne volim ili je ne cijenim profesionalno, ali da piše o nekoj bolesti, naravno da bi tu neku određenu empatiju probudilo u meni. Dobro, сега новинарството ви е професија или терапија? U mom slučaju je ipak profesija, terapija je nešto drugo. Terapija mi je motor, terapija mi je vježbanje, terapija mi je trčanje i terapija mi je farmakoterapija koju uzimam i psihoterapija. Бидејќи имаме прв пат случај човек, јавно познат, значи со голема популарност во Хрватска, голема популарност на просторна бивша Југославија, да каже за тие проблеми. Ако дозволите, би сакал малце да рашлениме, да видиме ни што све поминувате, за да може и публиката, нели, или луѓе кои се во некоја ваша слична ситуација, но немаат храброст да се соочат, да може тоа да го кажат и да го направат. Сметате дека имате тежок живот? Ne, ništa teži od prosjeka. Dakle, ja sam baš pišući knjigu analizirao svoj život i naravno čovjek pokušava saznati zašto mu se to dogodilo, pokušava dobiti neke odgovore na pitanja. Zašto mu se to dogodilo? Ne, ja imam sasvim normalan, prosječan, a ja bih ga čak nazvao malograđanski život. Dakle, rođen sam u obitelji oca i majke koji su me voljeli, nisu me zlostavljali, imao sam pristojno djetinjstvo, tata mi je umro rano sa 13 godina, to je sigurno, to ja pišem i u knjizi, ostavilo neke posljedice na meni, međutim, mnoga djeca ostaju bez roditelja. Rat je ostavio neke posljedice na mene, premda nisam direktno sudjelovao u ratu sa puškom u ruci, ali rat mi je srušio neke iluzije koje sam imao u vezi zajednice u kojoj smo živjeli. Posao je ostavio posljedice na mene. Ja ovaj posao jako dugo radim i to je užasno težak posao koji ti možeš fingirati ili sam sebi lagati da nije. Međutim, to je em što ide svake nedjelje, em što ide već 20 godina, em što je ti si izložen svemu uživo in live. Publika može vidjeti svaku tvoju grešku, sve loše što napraviš, a događalo mi se. Situacije gdje ja ispadnem smiješan, da ne kažem glup, i onda ti to nekako kanaliziraš u sebi, kanaliziraš, ali očigledno se skupljalo. I to su neki od razloga zašto ja mislim da je došlo do depresije, ali kad opisujem svoj život, moj život je čak bih ja rekao bolji nego od one neke srednje struje. Станковиќ, знаете, вела дека кога ќе добиете дете, тога заборавате на себе и на вашите проблеми и велите дека добивањето на второто дете всушност вториот бран на депресија. Ви го има стимулирано, ви има појавено. To znači дека сте многу себичен човек. Pa ne, to bi se tako moglo reći, ali ja sam obolio od depresije, odnosno dijagnosticirana mi je depresija 6 mjeseci nakon što mi se rodila kćer, prvo dijete. Znači vo dvata slučaj. Tako je. I onda, nakon toga, naravno da čovjek to povezuje na neki način. Pa kako, pa zašto? I ja sam došao do saznanja da i muškarci, to jest očevi, mogu bolovati od postporođajne depresije. Dakle, poznat je slučaj da žene boluju od postporođajne depresije i to je jako opasna situacija gdje žene moraju biti pod kontrolom liječnika jer inače se može svašta... To je hormonalno. Tako. To je hormonalno. To može i kod muškarca biti.
Svaki 4. muškarac prema istraživanju doživi postporođajnu depresiju, a da toga i nije svjestan. Možda se to i meni dogodilo. Mislite da je u vašem slučaju to? Možda. A može podsvjesno smeta дека не сте доволно добар татко? Или дали ќе бидете доволно добар татко? Бидејќи она што јас го читам во книгата, значи ке вас сушност мачо мен, стилот на водење, се не теко ова го прашам, луѓето ги речат, види си правиш само психоанализа на себе, мислам што не е така, него сакам да разбазам на книгата да излечам од вас. И мислам дека таков стил на водење, вие всушност таа несигурно сакавте да ја скриете. Meni je, kako da kažem, televizija, odnosno taj Nedjeljom u 2 koji radim, to je teatar. To je 10% mene, 15% mene. Ja sam neko drugi. By the way, ni ja ne znam šta je 100% Aco Stanković. Još uvijek nisam sam sebe upoznao do kraja i sam sebe ponekad iznenadim. Ali, kažem, televizija je samo jedan segment mene. I sad da se vratimo na postporođajnu depresiju. Liječnici su mi objašnjavali da i razlog depresije može biti velika sreća. Dakle, da ti možeš otići iz stanja velike sreće koje je recimo uzrokovano rođenjem djeteta i stanja neke euforije. Dakle, ja sam se ipak kao otac osjećao drugčije. Mislim, to je potpuno ti promijeni život. Na neki način ti se i rasplačeš dok gledaš to dijete. Meni se znalo događa. Ali mislim, so what? Mnogim ljudima se to događa. Ali onda su mi objasnili da do tog hormonalnog poremećaja može doći iz situacije velike sreće. Dakle, ti iz situacije velike sreće padneš ispod one crte koja je neka granica i dođeš u situaciju depresije. Dakle, tijelo ti se ne može nositi sa tim hormonalnim skokovima, da tako kažem. I onda, naravno, da sam dosta razmišljao oko toga da ne želim, ako je to tako, možda je tako, da ne želim da se opet dovedem u situaciju da dobijem drugo dijete i da opet dobijem takav napad anksiozno, depresivni. Međutim, nakon 10 godina to razmišljanje je nekako splasnulo, da tako kažem, smanjilo se i supruga i ja smo dobili drugo dijete i nije se ništa dogodilo. Господин Станковиќ, вие во книгата, тоа е на почетокот, пишувате дека тоа ще се уште жив таткото, мислам дека се уште е жив таткото, дека гледате бокс и сега ги наредувате тамо, не знам, Форема, не знам, Аце Русевски го ставате тамо, но не е поентата на Аце Русевски, поентата дека како мал вие сте гледале бокс, но сте се одзимале, значи, од страв. Што рече дека сте имале тремор цел ден, лупање на срце и така. И други ден ќе заборави, бидејќи нели својствено за децата да го заборава тоа, ништо поминуваат. Но значи дека и како дете сте биле склон, но не сте посветувале внимание на тоа. Ne, da. Dakle, ja sam pišući knjigu išao analizirati svoj život i onda sam shvatio da sam do razdoblja svoje 40. godine kad mi je dijagnosticirana depresija, ja imao jedno 6 ili 7 napada panike u životu. Prvi se dogodio, koliko se ja sjećam, negdje kad sam imao možda 6 ili 7 ili 8 godina i bio je povezano s gledanje boksačkih mečeva koji su kod mene uzrokovali ovo što ste spomenuli. Dakle, nisam se mogao kontrolirati. Prvo mi je jako srce počelo lupati, ali to sat ili 2 prije meča. Ne, sad, za vrijeme samog meča. Onda su mi se ruke počele tresti. Onda sam cupkao cijelo vrijeme, pa sam to nekako skrivao pred roditeljima da sam stavio ruke ispod, da ne vide oni da mi se to trese. Onda grlo mi se sušilo, nisam mogao izgovarati pojedine rečenice i tako dalje. Ali to bi prestajalo nakon što bi taj meč završio ili što već, ali ja sam to osvijestio pišući. To su bili neki moji prvi napadi panike. Kasnije su se na sličan ili intenzivniji način ponavljali. Dakle, што чувствувате кој имате напад на паника? Нели, сакам гледачите, и мене ме интересираат новина, што чувствувате кој имате? Дека ќе умрете, дека ќе ве снема, дека нешто ќе ви се случи, загроза, што? Oni koji ne znaju što je napad panike, to vam je, ukratko da kažem, smrtni strah. Odjednom dođe. I srce počne snažno lupati. Kako je meni tata umro od infarkta, onda u situacijama kada mi se to događalo, ja sam pomislio da možda ja imam infarkt, jer to je snažno lupanje srca, to je bol u ovom predjelu, dakle to su sve znakovi infarkta miokarda i to je smrtni strah, baš ono uplašiš se za sebe, ok, gotov sam. I to traje jedno pola sata, ali jako intenzivno.
I ja sam jedanput čak i završio na hitnoj pomoći, međutim šta, oni vam naprave EKG i naprave vađenje krvi i ustanove da nemaš infarkt i otpustite. Kažu, to je to. Niko meni nije rekao da bi to možda mogao biti napad panike. Tako da ja to nisam ni znao. Sve faktično dok nisam obolio od depresije pa sam počeo analizirati što se meni u životu događalo. Vela psiholozite da možete imati 230, 240 pritisok, Da. su 120, 130, 140, to je mali otneli. Krvni oti, ovo što je arterijski. Da. No deka nikoj što ima paničan napad ne umrel od infarkta. Pa tako kažu, no da. u toj moment vjerojatno teško možete tako racionalno da razmislujete. Da. To je situacija s kojom se čovjek teško nosi ako ne zna o čemu se radi. Ako zna, onda vježbom može doći do toga da kad ga pogodi napad panike, da autoinicijativom, dakle, djeluje, autosugestijom, djeluje na sebe i onda sam sebi govori, ok, ovo je napad panike, proći će i na kraju prođe. I koliko pati ste umreli? A šta kažete? Koliko puta ste umreli? Pa ja mislim da sam umro 2 puta ili 3 puta, baš sam imao te žestoke napade panike. Znači niste puno? Znači niste puno umrli? Nije. A onih koji nisu bili praćeni tim smrtnim strahom, bilo je 6 ili 7, ja mislim, u životu. I koliko puta na dan merili ste tlak, pritisak, pravili krvnu sliku, išli na doktore? To sam išao kasnije kada sam obolio od depresije, htio sam sam sebi dokazati da možda nije depresija, nego da je nešto bazično, dakle da imam neki visoki tlak, da imam neke sa štitnjačom probleme i tako dalje, pa sam sve žive pretrage prolazio, ali na kraju se ispostavilo da sam, što se toga tiče, zdrav. Dakle, ovdje je problem. Gledajte, gospodin Stanković, znači, čovjek mnogo bolesno prihvaća da ima organski bolesti, odkoliko da ima psihološki, iako da rečeme to što je so štitna žlezda ili ne znam, šeker ili ne znam, bilo koja druga bolest mnogo poopasna od depresije. No, v ovaj ambijent v koji se žive tukaj neli, na mačo ambijent tukaj na Balkanu, bolesno da prihvatite da ste bolni od dijabet, nego da ste bolni od depresije. Tako je, da, to je još sadržano nama, još koji živimo u gradovima lakše, da tako kažem, ali ljudima koji žive u ruralnim sredinama na selu, to je strahovito teško priznati, jer ako priznaš da si obolio od mentalnih bolesti, to će biti anatema, odnosno to će biti ljaga, da tako kažem, i ne samo na tebi, nego na cijeloj tvojoj obitelji, na cijeloj tvojoj familiji. Tako da je teško to ljudima priznati. Između ostalog, ja sam knjigu izdao da bi malo širu javnost upoznao s time što je depresija, što je anksioznost i da bi tu bolest na neki način destigmatizirao. Dakle, da bi skinuo tu krivnju i da bi se ta bolest promatrala kao i sve druge bolesti. Vi ste bokser, ili ste trenirali boks? Da, rekreativno, da. Vaš tatko pokojen isto tako ima trenirao boks? Jeste. I ste imali prv napad na panika pred da gledate tako, boks? Vezano je uz to, koliko se ja sjećam, da. Tatko vi umrel ko ste imali 13 godini. Da bil živ, na koga bi bilo poteško da kažete da bolува to depresija, na majkata ili na tatkoto? Dobro je to pitanje, nikad si to pitanje nisam postavljao. Pa ne znam, tatu nisam dovoljno dobro upoznao da bih mogao prosuđivati. Bio sam u dobrom odnosu s njim, ali nisam ga dovoljno dobro upoznao da bih mogao prosuditi taj njegov psihološki profil. Koga poveke sakavte da impresionirate ili da mu se dokažete? Ili koji je bil pokritičan kon vas s tim, ali potreba, ta ljubav da je privlečete? Mama. Ipak mama, zato jer je ona bila puno češće sa mnom nego tata. Tata je često bio po terenima i nije ga bilo kući. Autoritaren tip na majka, pretpostavljam. Da, tako je. Dakle, mami kad sam rekao da sam bolestan, nije joj baš bilo jasno o čemu se radi. Nije upoznata uopće sa depresijom i naravno da je odmah tražila neke akutne uzroke. Sine, šta ti se dogodilo jučer, jel te neko naljutio, jer ti se nešto loše dogodilo i tako dalje. Međutim, razgovor sa mojom psihijatricom je dosta pomogao. Dakle, ona je otišla razgovarati sa mojom psihijatricom i mislim da je tu prihvatila o čemu se radi, da je sada jasnije, da nije problem u meni, što ja nemam volju, recimo, da se borim s tim, nego da je to problem neke izvanjske prirode na koji ne možeš voljom utjecati. Mnogi ljudi, ja sad i kad sam izdao knjigu, mnogi ljudi se javljaju, recimo jedna naša poznata pjevačica u Hrvatskoj,
je mojoj ženi priznala da ima sličan problem u svojoj obitelji, da njezin muž boluje od depresije, međutim, ona kaže, ali ja to ne razumijem, kao ja bi njega najrađe u Afriku odvela, da vidi kako žive. Kako se teško živi tamo. Tako je, da. I ja velim svojoj ženi kao komentar na to, rekao, to je potpuno krivo, to nema veze sa mozgom. Taj čovjek, ako nije dobro, on nije dobro zbog toga što mu je došlo do nekog kemijskog disbalansa u mozgu, odnosno što nema dovoljno serotonina i dopamina, a ne iz hira. Ne zbog činjenice da je on, nezadovoljan s ovim ili s ovim. To nema veze da ga vodi u Afriku pa da vidi kako ljudi teško žive. To je potpuno krivi pristup. I osoba koja boluje od depresije, nju treba prihvatiti. Dakle, da se ne radi o mnogi, pa i ta žena, pomišljaju da se radi o lijenim ljudima koji, dakle, ne žele se ustati iz kreveta. Razgaleni. Tako je, da. Razmazeni. Tako je, da. Mnogi roditelji koji imaju bolesnu djecu ne mogu prihvatiti da im djeca da spavaju do 12, do 1 sat, i to smatraju ljenošću, a ne bolešću. Međutim, neka od te djece, odnosno tih ljudi sa 20, 21, 25 godina, imaju depresiju i to su znaci depresije. Tako da protiv toga se treba boriti stručno, dakle odlaskom kod liječnika, a ne prijekorima. Znate, mi ostaje pečat ovog knjigata. Vi imate psihijatar ili psihijatrica, kako što pišujete. Tatko je poznat zagrebački psihijatar koji se sam ubiva. Tako je. Ta ima 4 borbi protiv karcinom. I vi odite i se žalite za vašата depresija i ta veleči od depresije. Не ли ви паднало непријатно, да речеме, вие со вашите проблеми кои се реално ништо во однос на животот кој има таа поминато татко кој се самоубил? Тако е. Да, јест. Таа кој има 4 карциноми, вие имате сега депресија. Тако е, да. И тука нели го враќаме мабетот ли ја враќам приказната за размазаност, за себичност? Pa dobro, da, moglo bi se tako reći. Ja sam imao taj osjećaj, premda sam došao kod stručne osobe koja zna što je depresija i zna da depresija može biti jako opasna bolest. Prva stvar koju vas psihijatar ili druga koju vas pita, nakon što vas pita koji su vam simptomi, onda kažete, recimo u mom slučaju to je bila nesanica, nisam spavao, u mom slučaju to je bio tremor, dakle tresle su mi se ruke, bio je gubitak apetita i meni jedan od najgorih simptoma nedostatak koncentracije. Ja se nisam mogao koncentrirati na razgovor dulje od minutu. To je kao da... Na intervju? Na ništa. Dakle, na intervju ili da razgovaram s vama. To je kao, ne znam ko ima iskustva sa pušenjem trave, to je kao da si se napušio loše trave. Dakle, ti ne možeš se koncentrirati na razgovor o bilo kojoj temi dulje od 30 sekundi, minutu. I to je mene strahovito smetalo. Kako gi pravite intervjuta? Kako ste radili intervju? Samo prije nego što vam to odgovorim, htio sam reći, dakle, nakon što vas pita psihijatar za simptome, onda drugo pitanje je jeste li se pomislili ikada ubiti. Dakle, želim reći da je depresija jako opasna bolest. Jer ljudi u depresiji, pa ja mislim 100% njih, ako su dovoljno dugo u depresiji, razmišljaju o suicidu. I to je i mene pitala psihijatrica i moj odgovor je bio da ja nikada nisam razmišljao kako da to napravim. Ali jesam, kad mi je bilo jako dugo loše, razmišljao sam da bi možda bilo bolje da me nema. Jer da taj život koji živim nije dovoljno kvalitetan. To je muka. Dakle, biti u stanju u kakvom sam ja bio na dulji period i to... Meni je to izgledalo, nema nikakvog smisla živjeti ovako. Ja nisam razmišljao da si pucam u glavu, da se objesim ili ne znam što, premda mnogi o tome i razmišljaju i dosta ljudi to i napravi. Dakle, ozbiljna je bolest. A ovo što ste me pitali, kako sam vodio u nekim emisijama, to su 2 ili 3 emisije, mi je stvarno bilo baš loše. U jednoj mi je bilo posebno loše i mislio sam da je neću moći napraviti. Kada sam radio emisiju sa Nikolom Pilićem, trenerom bivšim Gorana Ivaniševića i Novaka Đokovića i tako je. I pola sata prije emisije mi se baš to dogodilo, da ja nisam mogao pažnju držati dulje na jednoj temi od minutu. Ja se nisam mogao sjetiti imena gosta. Kako to? Znači, ja sam čitao mnogo knjigi, mi to prvi pat kad vas gledam, problem na takva koncentracija, da ne možete da se sjetite. Što vi se slučao? Blank imate toga, ili? Ne, to vam je, ne znam, evo ja sam spomenuo, dakle, to je ko pušenje loše trave. Ili teško pijanstvo.
samo bez onog teturanja i lelujanja. Dakle, kad ste jako pijani, Dobro. vi ne možete se koncentrirati na to da vodite smisleni razgovor sa nekim, zato jer vam misli bježe. Da, jaz na primer ne sam bil pijan, Da. ne pijem, ne pušam, znači ne možem to na lično izkustvo da kažem. Jutro, ko gledam ljudje, ko se pijeni, ti se ili agresivni ili plačat. Da. Kaj vas je znači ravna linija, neka ravna linija. Tako je. Koncentraciju u tim emisijama koje mi je bilo najteže voditi, jednostavno, pogotovo u toj jednoj sa Nikolom Pilićem, odvodio sam je na način da sam samo čitao pitanja. Dakle, ja sam pola sata prije emisije mislio da nema šanse da odvezem tu emisiju, a onda mi je producentica rekla, jel imaš napisana pitanja? Ja sam rekao, imam, samo čitaj pitanja. Ne postavlja nikakva potpitanja, a Nikola Pilić nije neka osoba koja će polemizirati s tobom, samo pročitaj pitanja, imaš ih i previše i tako napravi emisiju. Tako sam i napravio emisiju. Nego šta radite onda? Vi ste emisija uživo, Da. jel tako? Da. Vi ste čovjek koji želi imati kontrolu, mislim po onim Da, porukama koje da. razmenjate, stavite tačku, pa stavite zapirka, pa znači cijela rečenica vi ima neko smisla, se gleda kad čovjek koji je perfekcionist, koji sad kad ima sve pod kontrola. Što takva situacija pravite u emisiji, vidite tamo nemate kontrola, od emisije u živo. Što si izborite toga cijelo vreme? U tom trenutku ja sam samo razmišljao kako da što prije dođem do kraja emisije, a da ne padnem sa stolice ili nešto slično da se ne dogodi. Da ne umrite? Pa nisam imao napad panike, ali mi je totalna konfuzija u glavi bila. I, dakle, nisam se dobro osjećao. I prošla je ta emisija. Ja ne znam uopće da li je Nikola Pilić to primijetio. Uglavnom, niko to sa strane nije primijetio. Valjda je kod mene proradio taj adrenalin ili ne znam što i doveo me u neku poziciju da sam bio relativno kontroliran. Tako da niti moji urednici mi nisu rekli izgledao si loše ili ne znam šta, ali ja osobno znam da mi je to bilo najteže u karijeri, da sam se srušio doma kad sam došao u krevet, jer mi je baš bila očajna situacija. Dobro, сега, ko snimаме, ko razgovarаме, se čuvate dobro? Da. Imate depresije ili? Ne. Već jedno 4-5 mjeseci sam u nekoj, da tako kažem, dobroj fazi. Ali nikada mi se nije dogodilo da mi bude tako loše kao što mi je bilo na početku, prije 14 godina. Dakle, kod mene depresija oscilira. Dakle, ide ovako, pa onda nekad je skroz ravno. Dakle, situacija je ok. Sada sam u dobroj fazi, ali recimo početkom godine nisam bio jedno 4-5 mjeseci, ali ne da mi je to sprečavalo radnu aktivnost. Ne, to... Vi lete 30 emisiji. Tako je. Posledната фаза, повеќе од 30 emisije ste snimile во фаза на депресија. Tako je, jesam, da. Ja mislim da normalno funkcioniram. Kad dođe vrijeme za emisiju, Dobro, Станко, dižem se. сино, ко сте во добра фаза, сте среќен дека сте во добра фаза или се плашите дека ќе заврши добрата фаза? Ne razmišljam o tome da će završiti, zato jer ja nisam očigledno u životu fatalist. Ne razmišljam fatalno, ali sam sretan što mi je dobro. Baš sam jučer recimo razmišljao kako mi je dobar dan i kako mi se sve posložilo tako. Ništa mi se posebno nije dogodilo, ali dobro sam se osjećao, tako da sretan sam. Kogo обвинувате за вашата депресија? Кого optužiti? A ne znam što je temeljni razlog. Ovdje sam vam spomenuo neke razloge koji mislim da su doveli do depresije, ali nikoga u stvari ne optužujem. Nikoga pretjerano, jednostavno se dogodilo. Mnogi drugi ljudi imaju depresiju, mnogi drugi ljudi imaju teži život od mene pa nemaju depresiju. Dakle, teško je tu donijeti nekakav zaključak. Koga je poteško da si depresiven doma ili da si depresiven na javnom mjestu, po televiziji, na... Kući, da. Zato jer sam onda to pravi ja. Zato jer sam to onda onaj neraspoloženi Stanković koji ne bi pričao, koji bi što manje kontakata sa ljudima, koji ne bi nigdje izlazio ako ne moram, ne bi išao u kino, ne bi išao na koncerte i tako dalje. Vi jeste asocijalan tip? Pa da. I onda to kao objašnjavaš asocijalnošću. Naravno da partner koji živi s tobom želi živjeti. A publikата вели, па тој е арогантен, знаете, затоа не се појавува на тие јавни места, не сака да биде виден, да комуницира со... Jeste, da, to može se steći takav dojam. Во книгата ви велите, вашата мајка му се лютела на вашиот татко дека одбирал да молчи дома, а дека вашата сопруга ви се љути вас дека вие истото тоа го правите, дека
mnogo bi sakali da molčete doma i deka molčete. Tako je. Kad mi nije dobro, onda nisam dobro raspoložen, kako da kažem. Čudna rabota, na primjer, ljudi dok работат na televiziji, dok работат со javnost, со медиуми, се луѓе кои го сакаат тоа, кои сакаат светла, кои сакаат јавност, кои сакаат да се појават, кои сакаат да зборат. Вие, на пример, имате пример тука во книгата, кога велите, Едо мајка се плаши од јавни настапи, има панични стравови од јавни настапи, а ја лечи паниката и паничните напади со јавни настапи. Тоа значи е всушност еден затворен круг кај што вие mora da bitkata sam su sebe da ja. Jeste, često se vodi ta bitka, da. Često se vodi ta bitka i naravno da su meni ljudi predlagali da se ostavim ovog posla. I naravno da sam razmišljao o tome, ali uvijek sam si postavljao neke ciljeve u životu i recimo sada mi je cilj da napravim 1000 emisija, fali mi još nekih pola godine. Kako Đoković, site rekordi. Otprilike, pa to je sličan način razmišljanja. Mislim, ne uspoređujem ja sebe s njim, ali to je sličan način razmišljanja. Mentalni način, to ve vleče. Moraš navući ovako, dakle, ne smiješ gledati ni lijevo ni desno, nego se držati tog cilja i onda ga pokušati ostvariti. Sam razgovarao sa mnogo ljudi koji se u depresiji ti velat, ili su panični napadi ti velat, koji ги prašam, kada vi je poteško, pa vika da ne me vidat da padnem ili da umrem na javno mesto. И сега ги прашам, па добро, ако паднете на јавно место, поголеми се шансите да ве спасат. Да. Отколку да умрете. Веќе него ако си сам, бидејќи ако се сам дома, ќе паднете, ќе умрете, никој нема да знае, може 2 или 3 дена. На јавно место ќе може. Но чувството дека некој ќе ги види слаб, ќе ги види немокен, слабост, дека ќе покажете, веројатно тоа е она што ги разорува, што ги уништува. Jeste. Premda sam ja samom činjenicom da sam izdao knjigu priznao da sam slab u tom dijelu, kako da kažem, ako je to slabost. Sa to vi станува, мислите сила ви станува, нели како велат американците, ако ја признаете слабоста, тога слабоста ви станува сила. Да, vjerojatno da. Pretvoriš to u neku svoju prednost. И како сте ги снимали овие Докато сте ги снимали овие интервјуа, не знам, со Милорад Додик, овие култни интервјуа, тогаш сте биле во депресија, сте имале контрола, како сте ги правиле? Ne, bio sam dobro, koliko se sjećam. Bio sam dobro i nisam tada osjećao nikakve probleme, premda mi se nakon takvih emisija, ja sam inače osoba koja jako dobro funkcionira u kriznim situacijama. Dakle, to znam iz iskustva. Kada je teško, kada je nešto iznenadno, kada je nešto van struje, ja jako dobro se fokusiram i jako dobro funkcioniram. Međutim, kad to prođe, onda u fazi opuštanja kod mene onda dolazi do anksioznih situacija, ali kad je kriza, ja jako dobro funkcioniram. Адреналинот прска, вие сте во полна кондиција. Tako je. А всушност вие сте во улога во која сакате да се гледате, предпоставувам. Да. И вие сакате да се гледате силен, кој контролира, кој ги шамара гостите тамо, прави. Ма и публиката сака да ве гледа во таква ситуација. Сега имате, да речеме, гостин да дојде, мислите дека би можел гостин да го искористи тоа што сте признали дека сте слаб, дека сте депресивен, па во жар на борбата тоа. Како би реагирале на таква една ситуација? Pa jeste, razmišljao sam o tome i može se dogoditi, ko zna. Može se dogoditi da neko to zloupotrebi u emisiji, ali već sam razmišljao o tome kako ću odreagirati. Vjerojatno ću se samo onako cinično nasmiješiti, jer činjenica da neko, ako se to hipotetički govorimo, ako se to dogodi, to više govori o njegovoj slabosti nego o mojoj. Dakle, ja nikada ničiju bolest ne bi koristio u javnom razgovoru da ponizim tu osobu ili da je na neki način dovedem u neugodnu situaciju. I to nije fair, ajmo to tako reći. Ako to neko napravi, ok, u emisiji dogodit će se i ne gledatelji zaključuju šta već hoće. Stanković, se plaši to starost? Da. Plašim se nemoći, klasična priča. Da. Plašim se nemoći. Da budete slab, da budete nemoći. Da se neko drugi brine o meni, to ne bih volio. To bi nekako poljuljalo taj moj ponos koji imam i tu sam dosta Ако децата ве видат слаб, например, или во депресија, би го прифатили ли тоа? Би можели ли да живеете со тоа, да вас деца видат, не знам, тресувам се руке на родителском ручку и така мислите? Да, mislim da da. Kako bi reagirali u takvoj situaciji? Pa mislim, dobro da ja imam još relativno malu djecu, ali kad podrastu, mislim da će se, ako ja to doživim, mislim da će se morati suočiti sa takvim stvarima, da im roditelji rastu
imaju slabije i fizičke sposobnosti i to. Ja ne znam u kom smjeru će ići moja bolest ili će me neka druga bolest uhvatiti, pitaj Boga. Ali mislim da je se neću sramiti, nego ne bih volio da budem u situaciji da budem nemoćan. Eto, samo to. Dobro, ako doživa publika tako kako Robin Hood, koji dođe u nivno ime se bori protiv ovih loši političari, Dodik, ovi hrvatski i srpski političari. Pa ona intervju su Aleksandar Tijenić, na primjer, više ona top intervju, kaže što to je proba i na nacionalna osnova da ima, svega je bilo, da. Da, kaže što bude psihološki ili to da me omalovaži na neki način. Jeste. I publika da saka da ve gleda takva situacija. I se ode naš na publika da vidite, ja zbolom od depresija, ja sam hrabar, sam prv koji ima izlezano i to го има кажано, много от вас поминатни става фаза и сега аз всъщност трябва да ви бидам светилни и дека може да се излезе од една таква фаза. Да. Како ви прифаќат поише во првата или во втората, што ми мислите? Pa nemam pojma, čak ni puno ne razmišljam o tome. Dakle, vjerojatno publika koja gleda Nedjeljom u 2 i koju to zanima, onaj ko je pametan i, kako da kažem, ko ima neka iskustva s depresijom i ko je dobronamjeran, to će prihvatiti dobronamjerno i shvatit će da sam i ja, kao i drugi ljudi na ovome svijetu, puno kompleksniji nego što to izgleda na prvi pogled. Dakle, naravno da mi stvaramo dojam o ljudima koji su u javnosti na temelju onog što vidimo. Ali sa znanjem o činjenicama o toj osobi, naravno da i mijenjamo dojam. Bilo o nekom glumcu, bilo o pjevaču, bilo o TV voditelju ili tako. Tako da ja nemam problem s tim. Ja već dovoljno dugo radim ovaj posao i ne vjerujem da će mi neki dio publike otići zbog toga ili neki drugi doći. Tu sam gdje sam, ne mogu ja puno bolje raditi, niti puno lošije, niti će dojam u meni koji imaju ljudi biti puno drugčiji nego što je sada. Би ја напуштили ли работата? Би се откажали ли од емисијата? Pa bi. Sigurno? Nisam se ja rodio s Nedjeljom u 2, tako da... Добро, то вие сте со емисијата подолго него со сопругата, подолго него со децата. Pa jest. То вие како прво дете, како Pa прва љубов, претпоставам. Jeste, ali doći će i tome jednom kraju. Сте задоволни ли од животот? Jesam. И на кого, например, завидувате, кога сте во депресија? Пошто жалите, например, кога сте во депресија, кога седите дома, како илите гребите по зидовите, имате трнење по рацете, по нозете? Pa ne znam, nikome. Kako idem stariji, sve sam manje ljudima zavidan. Možda da ste me to pitali prije 10 ili 15 godina, možda bi vam odgovor na to pitanje bio, ne znam, da ipak mi u javnim medijima nismo plaćeni kao i ljudi u privatnim medijima, pa recimo činjenica da ja ni nakon 25 godina rada na televiziji, takve emisije koju radim, nisam uspio recimo svojoj djeci osigurati sigurnu budućnost. Evo, recimo. И во книгата пишувате? Да, пишем тоа. Да. Битни ви се парите? Па, Што гледам, а гледате, не сте се продале. Да. А ви се битни парите, знаете, славата, гордо, достоинството. Сметате дека е свето и не го продавате, од друга страна ви се важни парите, тоа е една конфликтност низ која мора да поминувате 20. Jeste, ja sam, tako je, ja nisam, što se toga tiče, potpuno raskrstio s tim. Dakle, volio bih da sam svojoj djeci, ne sebi, meni ne treba ništa, ja imam stan, imam auto i u stvari nemam više ništa. Imam pametnu djecu, dragu. Volio bih da sam njima osigurao nešto, da barem u startu budu materijalno osigurani, ali to neće biti tako jer nemam takva primanja, ni supruga nema takva primanja. Ali dobro, tješim se time da ću im dati nešto drugo što će im možda biti neke druge alate u životu koji će im možda biti važniji da se probijaju kroz taj život nego da im ostavim dinari, odnosno eure. Još dva pitanja. Kako počnува, da rečemo, депресијата? Можете ли да нам објасните, recimo, kako ide taj proces? Kako vi znate, recimo? Znate, ako vidite da puše bura, onda se sklonite na stranu. Ako vam javi država da ćete biti napadnuti bombama kao u Ukrajini, onda vi idete u skloniš. Kako vam depresija javlja da će doći? Ja mogu opisati kako je to izgledalo kod mene u prvom slučaju kad sam dobio taj napad. Da tako kažem, ja sam se osjećao potpuno normalno. Dakle, sve je bilo ok sa mnom i samo jednog dana nisam spavao cijelu noć. Onda drugog dana nisam spavao cijelu noć. Još uvijek sam bio ok, dakle, jedino što sam bio pomalo umoran, ali cijelu noć, dakle, oka nisam sklopio. Već treći dan su se počeli pojavljivati problemi.
a ti problemi su bili da se počela javljati anksioznost, dakle postao sam nemiran, kao što kaže naslov knjige u Beogradu, htio sam iskočiti iz svoje kože, onda se počeo javljati tremor, onda se počeo javljati u jednom trenutku, recimo, mi se totalni nedostatak apetita dogodio. U hotelu sam bio jednom. Došao sam na večeru, gladan, i u trenutku kad sam trebao, dakle to je švedski stol bio, kad sam krenuo prema toj hrani, odjednom ko da mi je neko navukao neku zavjesu što se tiče apetita, ja ni malo više nisam bio gladan. Nikakav apetit nisam imao. To se baš dogodilo u sekundi. I onda je došlo i do ovog poremećaja koncentracije. I ja sam u roku 3, 4, 5 dana shvatio da je meni kvaliteta života toliko pala da ja moram potražiti stručnu pomoć. Moja prednost je što sam ja već prije znao nešto o depresiji. Od uvijek me zanimala psihijatrija i nešto sam znao o toj temi. I rekao sam supruzi, ja moram ići kod psihijatra, mislim da se ovdje radi o nekoj psihičkoj bolesti, jer nisam dobar tebi, nisam dobar djeci, ne mogu biti dobar na poslu. Moram potražiti pomoć. I moja sreća je što sam ja potražio pomoć u roku 5 dana od kad mi nije bilo dobro. Neki ljudi godinama žive s takvim simptomima. Ne žele sami sebi priznati da imaju depresiju. Ja sam to relativno brzo napravio i potražio pomoć i pomoć je došla. Dobro, depresija je bolest ili stil na život veke? Prijatelj koji je tuka, koji nikoš nema da zameni ili po ono što go čitam, jer ste na hronična neka depresija, cijeli život terapije i taka. U mom slučaju tu je ona kraj mene negdje. Da, tu je ona kraj mene negdje. Nekada me uzme pod ruku, ali ja točno znam već kad je to. I nekada ja tu ruku prihvatim i kažem ok, ajde sad da vidimo ko će jačati ili ja. Zdrav čovjek ima 100 želbi. Pari, bogatstvo, šetanje. Voljen čovjek ima samo jedna želba da bude zdrav. Kad ste u najtežoj fazi depresiji, ljudi kažu da ono što vam je bila rutina, da vam to najviše fali, da trčete, da pravite nešto, da vježbate, Baš to. Da se čustvujete da ste zdrav. Ja kad mi je najgore, sanjam o tome da mi bude normalno, dakle da se normalno osjećam, odnosno u depresiji je najgora mi je stvar nedostatak bilo kakvih želja. U depresiji nemaš želju niti za aktivnošću, niti te išta raduje, niti se ičemu možeš posvetiti. Male sitnice, ništa te ne raduje. Samo želiš da ti se vrati taj osjećaj da ti je nešto u životu važno. Jer u depresiji je sve ravno i to ispod crte. Debelo, sve je ravno, nemaš interes za ništa, ništa te ne raduje, djeca te ne raduju, sam sebe optužuješ zbog toga jer te djeca ne raduju. I onda samo želiš da dođeš u situaciju da imaš volju, da te nešto nauče osmijeh na lice i da te nešto zaintrigira, da bi nešto radio, da bi se posvetio nečemu. Dobro je, antidepresivi krevat, pravate euforije ili ne? Ne. Ja nikad nisam osjetio tu euforiju. Niste razmišljali da rečem, ne znam, ove drogi, kokain i taka natamo, nešto, da se stimulirate, vidi kako sakate se čustvujete živ. Pa znate šta, meni da antidepresivi nisu pomogli da mi neko kaže kokain će ti pomoći, ja bi uzeo i kokain. Mislim, to je toliko očajno stanje da kaže se kolokvijalno, a vi sad to bipajte ako hoćete, da bi govno pojeo da mi bude bolje. Tako da, ali nisam došao u tu situaciju, pomogli su mi antidepresivi. Žan Stanković, koji je vaš najvoljan strah? Evo zadnje pitanje, koji je vaš najveći strah? Strah od smrti, klasika. Strah od smrti, s tim se nikad nisam pomirio i nikada nisam ga prevladao. Da li ću na psihoterapiji ili ne, vidjet ćemo s godinama, ali strah od smrti je nešto što me konstantno... Da li ste zadovoljan čovjek? Da li ste zadovoljan čovjek? Jesam. Zadovoljan sam i ispunjen. Ova je knjigata koji saka može da kupimo u Makedonija. Mnogo strike, mnogo dobri intervjua. Hvala i vi ste odličan intervju napravili. Hvala. Обеше мисијата во центар. Направивме едно одлично интервју, всушност ја покажавме од една страна колку е тешка таа професија новинар на овие простори, низ какви премрежја, низ какви перипетии, животни, професионални, човечки поминат овие кои сакаат да бидат новинар со голема буква Н, всушност покажавме како таа професија ги троши луѓето. И на крајот, по завршување на ова интервју, си го поставив прашањето како јас издржувам повеќе од 25 или 30 години
со преку 5 или 6 пати забранета емисија. Кога сам или со ваша помош се финансирам, кога сам или со ваша помош се борам против политика, против власт, против странско влијание, се борам за принципи и за стандарди. И на крај некој ќе рече, знаеш, па не можеш само ти да си во право и ти да се скара со сите медиуми или со сите телевизии и тебе те бркат од сите телевизии. Да, но мене ме бркат од сите телевизии бидејќи јас наметнувам стандарди. Кога јас би стенкал по товарот на тие стандарди, би голтал и би останал тамо, тогаш јас не би ни заминал од Канал 5 телевизија. Не би ни заминал од Алфа телевизија. Не би ни заминал од А1 телевизија, бидејќи во мој мандат А1 телевизија добива национална концесија. Знаете, кога човек ќе почне да ги кажува тие работи или да се фали со тие работи, тогаш е некаде на крајот на канирата. А бидејќи јас чувствувам дека пред мене се можеби најдобрите 10 до 15 години од мојата кариера, јас и не разговарам за овие работи. Зошто? Бидејќи јас сметам дека имам доволно сила и енергија, сите тие табуа, сите тие пречки, сите тие препреки кои се на патот за човек не да биде најдобар. Јас тоа сум го постигнал многу пред ова што денес го говорам, туку да остани принципиелен. Тоа е суштината, тоа е всушност битката. Битката не е да сте најдобар. Битката е да, кога ќе се погледнете во огледало, да кажете дека тоа што сте го постигнале со многу пот, со многу труд, но не дозволувајќи никој да гази по вашето достоинство. Беше емисијата во Центар, ново дружење, вторник, 22 часот и 30 минути, во онредна политичка анализа за мембари, мембарси и тие кои користат опцијата мембаршип на каналот Васко Евтов. Со вас ново интервју, нова дружење, недела во 22 часот. До тогаш пријатна вечер Македонија, каде да си.